Прилеп, мај 1981 година. Градот Херој незапирливо чекори по патеките што овде, пред 40 години, ги најавија членовите на партијата Младите Скоевци. Прилеп, мај 1941. Мрак е на улиците и покрај белината на униформите на бугарските фашисти. Време е тоа на организиран отпор и забрзани подготовки за вооружена борба против окупаторите. Време е тоа кога спортот е испишува една од своите најубави приказни на овие балкански простори. Денови беа тоа кога за младите прилепчани, за најголемиот дел жители на градот, фудбалот беше повеќе од игра. Шапкарот, Шнајдерот, Дживџанот, Купен, Леко, Биџо, Микале. Сите учесници во Народно-ослободителната војна, по овие имиња ги препознаваат повеќе од 40 години, повторно се заедно. Во Прилеп и во Скопје, каде ги забележивме нивните сеќавања за 500-ните денови на спортското друштво со фудбалска екипа Гоце Делчев, во периодот од втората половина на мај 1941 до крајот на октомври 1942 година. Ние бевне Скоевци во тоа време и бевне повикани од Данчета Стојчевски да одржиме еден Скоев состанак. Односно во тоа време бевне секретари на Скоеви групи. На тој состанак беше поставено да се формира едно спортско друштво кое ќе го носи името на нашиот револуционер Гоце Делчев. За таа цел требаше да се формира еден централен актив преку партиска организација, кој тој актив ќе раководи целосно со тоа друштво. На тој состанок беа избрани другар Ванде, Данча Стојчевски, јас и Илија Сотировски Малецо. Во втората половина на мај месец 1941 година се формира спортското друштво Гоце Делчев во Прилеп, а по одлука на Месниот комитет на Ској, Прилеп и согласност на Месниот комитет на Комунистичката партија за Македонија во Прилеп. Ке се задржам на неколку прашања во врска со ова. Пред се, формирањето на спортското друштво Гоце Делчев беше потреба во ново создадената положба со окупацијата на Македонија после 6 април 1941 година од страна на бугарскиот и германскиот фашистички окупатор. Создавањето на спортското друштво беше легална форма за дејствување на Комунистичката партија за Македонија во Прилеп. Спортското друштво водеше пропаганда против окупаторот, особено од втората половина на 1941 до неговото постоење октомври месец 1942 година. Собираше напредни граѓани, симпатизери за НОБ, создаваше услови за непресушен извор на борци за народно-ослободителна борба во Македонија. Се собране во дуќанот на Борка Ордановски, што беше калфа. И тука требаше, односно, да ја спроведиме одлуката на Месни комитет на Ској да се формира управо на спортското друштво Гоце Делчев. И се согласиле сите ние, да е прихватиле тој предлог, така да председател прв беше Борка Ордановски, подпредседател Стојан Богдановски, секретар Данча Стојчевски и заблагајник Борка Здравковски. А членови Јоска Стојчевски, Васил Богатиновски, Илија Сотировски, Стеван Вренцо, Стеван Димовски, Бањарот и Перо Дамески Црнио
и Даре Биджо. Ние, како младенци, знаевни за Гоце Делчев, знаевни за неговото действување против врховистите, против бугарите. И ние, уствари, не можеме поинаку да бараме, затоа што спортското друштво Гоце Делчев беше основано од партијата, односно од месни комитет на СКОј, и ние не можеме да речеме поинаку, освен да го викаме со она име за еден континуитет на нашата револуција и нашата борба за ослободување од бугарскиот и фашистички окупатор. В 1941 година ми пристапија некои другари мене и ме прашаат дали можеме, рече, да ни помогнеш со некој дрес и сакаме да основиме друштво некое. Кај мене, реков, има 11 рела чевли, дресови и гаќици. Со Чичко Лазаров Чучура, тоа ќе го се споразумеме и моментално јас си давам тие дресови, се. И така стана, одма и дадов тие дресови, се направи тим. Тој тим кој се направи, почнавме прибрано ни играчи, што ни бе нас по табието, речени, се зедува тука и првата утакмица отидовме да играме кавадар. Со еден пајтон отидовме и со велосипеди. И одиграме утакмицата, па се врати назад и продолжи. Кога почна после веќе официјални утакмици да се дава, ни донесува црвен дрес. Ни го даде Андонче. Тој дрес и така почна после да течи тоа. Значи, благајната која примив јас кај мене, беше задачата да собирам парите. Било на фудбал, било на приредби каде било тука. Јас, тоа беше моја задача. Али поред таа работа имав и други задолженија кои ги пратив, кои ги гледав тука, кои разговарав со другарите. Првата беше утакмица Македонија, Гоце Делчев, така, кога се формираат тие двете каси. Тука беше многу голема гужва, нарочито од членовите на управата на Македонија, кои сакаат тие да ја раководат касата, да ја земат. Но после управата другите другари се спогодија да видат две каси. Така да јас и остана на мојата каса, долнава врата вапше долу, со Лазо Чучур. А исто и Мице, Ѓорѓевски, до мене. Тој обавезно тука до мене мораш да биде секојаш. Таква ни беше и врската со него и задача него таква беше со него, со мене да биде. Народ влегуваат, фрла пари, оставаат без карти, тука се движи народ, тоа да. Дојде агент, како вика, ако презива, не знам, да види како е работава. И одма проверува тој. Ковчежник, како е работа по бугарски. А добро, вика, вака. Неко слабо карти дат кај те, вика. Па на картите ние киниме тука на врата. Треба да киниме. Народа нема пари, што да правиме сега тоа, што има тоа ќе дајте. Добре, добре. Али парите сите ќе си дат, ќе собира поголем куп, одма масичката, кодуражиска масичка, фиоката тргнија на Мицата. Мице ќе уснема, 5-6 минути ќе уснема тој, ќе замени. Кај ќе се носи што сте него работа? Опште нема врска с тоа. А тоа се знаеше кај. Тоа беше како црвена помош. Прво, утакмиците организиравме, предходно ќе закажеме sastanak, тој sastanak ќе го пријавиме во полицијата, али предходно ние пред да го пријавиме ќе се договориме, ако дојде некој присутен тука, мораше да има некој присутен. Што ќе дискутираме? Предходно не беше сето свршено. И сега, кога дојде да се организира утакмици со Македонија, тоа беше ужас еден, кажа и другаро борка со благајната, пред утакмица, токму не можам да речам дали на првата или на другата, ни затворија тројца играчи.
и со оригенции од Лазо, од овај, од онај, на 2-3 минути пред утакмица ни пуштаа играчите. Инаку немаме играчи со кои да идеме. Атанас Ламе, Сане Ламе, Рампе не се чини, и тој беше тројца, знамо ти ми затворија. И утакмицата се одигра, бараше Цане, нивниот секретар од Македонија, да утакмицата биде поништена, с обзиром да лекарски играчите не биле прегледани. За играчите, за прегледување или за уверења, ако требаше, имаме 20 доктори. Тоа беше доктор Глигор Тофовски и доктор Ѓорѓи Дудиски. Секогаш кога имаме потреба, тие ни даваа уверења, ги прегледуваа и даваа дури лекови без пари. През прва година, кога се одигра утакмицата меѓу Македонија и Гоце Делчев, тоа беше еден голем догаѓај за градот, с обзиром да веќе голем дел од младината свати кој е Гоце Делчев. Пред да почне утакмицата, таа недела, и очекувавме сите ние некако чаршијата, мислам, целата чаршија, посебно јас и Гога Настески, Гогаче што го викавме, се договоривме да биде позначајно да му одредиме, да направиме на слика урамена од Гоце Делчев и да дадиме на тој што ќе даде прв гол за Гоце Делчев, мислам. Не идеше во обзир за Македонија. На фудбал, кога се собравме, публиката беше поделена. Големиот дел, на горниот дел на игралиштето на трибината, на тумбата, беа сите за Гоце Делчев. Додека ваму малата трибина, која беше за седење, немаше тогаш седење, меѓутоа таму беа одделени симпатизерите на Македонија. Уствари функционерите беа и чаршијата, големите трговци, кои го знае кој е Гоце Делчев, заради тоа не беа против екипата на Гоце Делчев. И во текот на утакмицата Малецот, Илија Малецот, сега живее во Скопје, постигна гол за Гоце Делчев и на повремето да биде посвечено ме предадовме одма. Ние рековме кој прв ќе даде гол, ќе му ја доделиме сликата, без разлика на резултатот. И тогаш со одушевление сета публика гракна. Тоа беше вака едно голема радост кај фудбалерите и голема волја му се даде за понатамошна борба. Тогаш ние победивме со 1-0. Замислете од еден град кој имаше 23-25 души, најредовно на надпреварите што ги играше Гоце Делчев присуствуваа 10.000 души. И сега кога таа маса ќе се слееше на игралиштето од разни улици, носејќи транспаренти со надписи да живее Гоце Делчев, напред Гоце Делчев, се носеа слики на Гоце Делчев, сета таа маса од разни улици кои ќе се слееше на стадионот и од сите грла кои ќе се извикува овие пароли, пропратени со разни реквизити, каква беше таа улога во тие тешки денови што ги создаде окупаторот во мобилизирањето на младината и на населението. Со спортското друштво раководеше и легалниот спортски актив. Беше тој под директна и непосредна врска на местниот комитет на СКОј, а преку него и со местниот комитет на КПЮ за Македонија Прилеп. Активот ги разработуваше поставените задачи, а масовните изливи, како да речеме, секидневни скандирањето напред Црвени или напред Делчев, наша е победата и други, кога се случуваше на надпреварите помеѓу Гоце Делчев и Македонија или друго спортско друштво, фудбалско друштво, беа оддишка и огорченост да се изрази незадоволството врз бугарскиот окупатор. Илегалниот скојевски актив на спортското друштво Гоце Делчев имаше 4 сектора, во кои беше секој од активот задолжен за одредена работа
И во него, во секој од тој сектор, имаше соодветни луѓе, скоевци активисти. Првата група или сектор на работа беше работа со управата, во која беше задолжен секретарот на активот. Во прво време бев јас секретар, после беше Владо Николовски, потоа беше Мице Георгиевски воденчето и не одеди Леко Пешталевски како секретар. Втор сектор беше просветно-културно и агитациона работа, со која беше задолжен другарот Ванде Вандески. Третиот сектор беше работа со играчите и дисциплината, во која беше задолжен другарот Илија Сотировски Малец. И четвртиот сектор беше организацијно-техничка работа, во која беше задолжен другарот Блаже Дживџанот или Блаже Јовановски Дживџанка. После тоа се донесе исто една таква одлука на централниот актив да спортското друштво Гоце Делчев организира еден дочек на Нова година. Имаше големи полемики, не можеше да ни се одобри, но крајната можност која ја имавне, се повикавне на другарот Чичко Лазо Чучуровски. Чичко Лазо беше кондураджија и треба посебно да се одбележи за неговата активност и работа. Тој ги поправаше кондурите на Гоце Делчев, на играчите на Гоце Делчев, без пари и без некој си надомест. А викам, од друга страна, тој беше прво време само член на управата, подоцна стана преседател на управата на Гоце Делчев. И третиот пат, кога веќе ние откривне дека на спортското друштво Македонија им е дозволено да ја дочекува новата година и носнемо тој адут при крајот тоа го добивме тоа одобрење и така да ние почнеме после добивањето на самото одобрење да ја уредуваме салата. Разбира се, ја уредуваме онака да така сета појке личи на црвено. Нашиот централен актив задолжи уште некои други другари од скојевците, како например Лозанот, кој имаше задатак да сликат една слика на Гоце Делчев, една жена, например, во окови, така прикажана, а тоа одевне ние на тоа да ја прикажеме Македонија како е во окови. Првото што беше, ние почнеме со оние револуционерни песми, Бог да го прости Миле Попјорданов, и кога до тоа дојде, агентите веќе се возбудија и почна да се растапчува, така да ја известија и отидоа да известат полицијата доле, али ние после тоа одма организиравме оние наши стражи, како да се изразам, кој бев јас затоа задолжен, да поставиме на стражи, ако иди полиција и она, да одма бидеме известувани, да така ако имаме во програмо нешто револуционерно, рецитации или песми, да одма преминиме на нешто друго, така да не бидеме откривани. Јас дојдов од Сараево, бидејќи таму играв фудбал во подмладокот на Славија, бивша Славија, сегашно Сараево. Нешто знаев да играм фудбал, така да мене ми предложија другарите тука во Прилеп да, како организиран младинец, пристапам кон фудбалскиот клуб Гоце Делчев. Се разбира со одушевение, тоа го прифатив и игравме многу утакмици, на кои што утакмици со одушевување се разбира тогаш кога бевне како победници, тогаш со голема радост и не само ние фудбалерите, туку и целата публика која беше многубројна, скоро целиот на клепски свет беше наклонет кон нашиот клуб. Просто со воодушевување не занесуваше, како занос некаков ни даваше
кога од трибините на југоисток, од тумбето што го викавме порано, ќе слушниме напред црвени, а нашите дресови беа стварно црвени како крв, не носеше некој занос и ние со голем елан и со голем така ентусијазам тргнуваме напред во победа. Некаде лето 1942 година требаше да играме со Македонија од Битола. Ме повика Борка Здравковски и Борка Јордановски да дојдам на тренинг, поради недостиг на други играчи. Беа повикани уште неколку души, не се сеќам, меѓу нив еден беше Попето. И после тој тренинг, мене ми се рече дека наредната сабота треба да бидам на станица во Прилеп за да заминиме во Битола. Во Битола бевме сместени во отелот Солун. Ми останало посебно сеќавање вечерта кога вечеравне. Со нас имаше пристигнато скоро 4 или 5 илјади души од Прилеп, наши симпатизери и навијачи, секако организирани од партиските организации од Скојот, за да го бодрат клубот. За време на вечерата ми остана во свежо сеќавање ликот на еден наш прилепчанец, Алекса Бочварот. Дојде на масата, фрли маса пари и рече: вечера јадете, пијајте, али утре да победите. Некој имаше кандидати што сака да ангажираат на своја сметка пајтони, да ги носат играчите на игралиште, бидејќи било многу далеку, па да не се заморат. Меѓутоа, управата со тоа не се сложи. Управата рече дека играчите ќе одат пешки и низ градот, низ Широксокак ќе организираме демонстрации. Беа подготвени однапред транспаренти со надписи "Напред Гоце Делчев", "Да живее Гоце Делчев". Се носе многу големи фотографии на Гоце Делчев. Низ улицата се приклучи и битолчани некои. Се дава и извици "Напред Гоце Делчев", "Денеска ќе победиме" и така натаму. Така да тоа се претвори во една спонтана манифестација. Играчите напред, некои ги креваа од присутните и така натаму. И кога дојдовме на стадионот, бевне поредени, нам ни беше речено, а постоја тога и две тактики. Не беше како сега, ќе играте одбранбено, ќе играте вака, ќе играте така. Обично владеа две тактики, ако можам така да ги наречам. Денеска ќе победите или ќе погините. А тоа се однесуваше кога игравме со клубови како што беше Битолска Македонија или Прилепска Македонија, во кои окупаторот имаше намесено прсти. А додека со клубовите како што беше Јук од Битол или од Кавадарци, не знам како се викаше тој клуб, ќе рече: овие се наши другари, денеска ќе играте фер, па кој ќе победи нека победи, али ќе играте другарски. Од многобројните надпревари одиграни во овој период, секој од нив беше и силен, организиран отпор, своевидна борба против окупаторите, подсетуваме на еден. Во летото 1942 година во Битола, за првенство на Битолската спортска област, играа Македонија од Битола и Гоце Делчев од Прилеп. Победникот од овој надпревар требаше да игра со ЖСК од Скопје, па разбирливо е што за средбата владееше големо интересирање. На теренот, се сеќава Леко Пешталевски, се појавија двајца судии. Коста Гина, тој сакаше да им суди на битолчани, и Ангелко Петровски, кого прилепчаните го предлагаа за судија. На крајот и двајцата свиреа службен резултат за своите екипи, но во Скопје сепак требаше да патува само една екипа.
земавме ние да одиме во Скопје, тамам на станица во Прилеп со играчите јас бев, имаше и некои други другари од управата, имаше многу симпатизери. Еве и битолчаните, со воđа на патот Џина, што сакаше да не ја суди утакмицата и ме вели мене Џина, рече, знаеш шо леко, шо? Па ние ќе играме утакмицата избадила, немој да трошите пари. Јас мелам, добро, ние ќе појдеме, па како ја играте, играјте вие. А мене ми беше прв задатак да видам, кога стасавме во Скопје, да видам како се пишани плакатите. Кој ќе игра утакмицата? Прво ја видов дека е Гоце Делчев и ЖСК и се смиривме. Тие растрчуваа, бараа, пуста штура, никому ништо, отидовме на игралиште со пајтони, врнеше тураш. Нивниот секретар од ЖСК ме молеше, стојме вака едно до друго, по шатор дојде, да му ја предам утакмицата, пар форфе, 3-0, за ЖСК, а да ја играме формално, пријателска, да не дај, прибидејќум сме сиромаси, 25.000 лева. Јас то му го сигнализирам на членовите на партијата и тие ми рекао, честа ние на Гоце Делчев не ја даваме и никако нема да пристануваш. И јас сечено не пристанав. И утакмицата се почна. 15 минути ја бомбардира стативата Манецо, Атана Сламе, ама утоп беше. Никаков гол да се влези, никако. И пробија еднашка тие од центаро нагоре, да речем Бог да го прости рампета, му е пуцнаа топка да лазеше, ама тој се слизна, као, сето врнеше, падна и влезе в гол. Као ватија после пуцни, тој се му поздравува Рома, со 8-нета. Полицијата не успеа да затвори нити едно лице, било од управата, било од играчите, било од симпатизерите, во врска со спортското друштво. Напротив, таа го стори тоа брутално, без закон, како му доликува на еден окупатор, во октомври месец 1942 година, кога се пресметуваше и со партизанските одреди во Македонија и со партијата во градот Прилеп. Спортското друштво Гоце Делчев формално престана да постои. Под раководство на местниот комитет на СКОј по октомври 1942 година се активира работата на Спортското друштво Прилеп. Сушност, Гоце Делчев ја продолжи својата дејност под друго име, со нови членови на управата, со нови фудбалери. Сите фудбалери, речиси сите членови на управата на забранетото Спортско друштво Гоце Делчев, се приклучија кон партизанските единици, а многумина од нив, народниот херој Лазо Филиповски Лавски, потоа Блаже Спирковски Берберот, Сотка Георгиевски Сотче, Менде Црвенковски, Александар и Атана Сламенски, Рампе Стојановски Џивџанот, Блаже Николовски Кусото, Митко Цветановски Ганчо и други, ги дадоа своите животи во 4-годишната борба против окупаторите. На 24 март 1945 година во Прилеп, собранието за обнова на активностите на Спортското друштво Гоце Делчев започна со спомен, со почит кон неговите загинати членови од периодот мај 1941 октомври 1942 година. Во првата слободна пролет, Спортското друштво Гоце Делчев започна да ги пополнува новите страници од својата богата фудбалска историја.